Македонски медиа сервис mms.mk. Советниче, која лажете, која маптате со документи и ви се тресе рачето и ви трепери гласот. Смалите доживљај. Кај е шпицниот градоначалник? Не го гледам тука. Кај се крие Мицкоски? Имаме одговор на ова прашање? Го нема нигде. Се крие. Во ВМРО ДПМН има многу честни, вредни, храбри луѓе. Мицкоски, за жал, не е еден од тие. Да ве молам, овдека не смее да се спомнуваат личности кои што не се тука присутни. Мое правото се спомнува и претходно, кога му се тресеа рачињата на советникот, личности кои што не се тука присутни. Значи, како до вчера бев најдобриот градоначалник на Скопје, а од која би го фатив директорчето со рачето во медот, сега одеднаш не чинам. На сите тие прашања ќе си дојдат одговорите. Меѓутоа, јас како што гледаш, не ми трепери гласот и не ми се тресат рачињата кога ти се обраќам. За ова што го поставувате како прашање, за тој спорен тендер, за тој има кој треба да си одговори, зашто не постапувал како што треба, и сите тие одговори ќе си дојдат кога треба. Јас ќе си продолжам по патот на правдата како што сум си работела до сега, како што и до вчера бев за вас најдобриот градоначалник. Ама Мицкоскиот тендер матрицата нема никогаш да излезе. Тоа верувам на сите тука ви е јасно. Како што ви е јасно зашто од денеска не чинам. А до вчера бев супер. Нели? И можете да испревертувате колку сакате мои реченици. Јас многу добро знам и што сум кажала и што сум напишала. Така да ве молам, ако можете, со лагите и манипулациите да си намалите малку. А на шпицниот градоначалник да му кажам едно. Мицкоски да не се крие. Да се бореше со власта, да се бореше против спорните договори, како што се бори овие 3-4 дена со мене, ќе ја спасеше Македонија. Ова е политички говор, се извинувам, политички говори значи, може да држите на друго место. Значи, ќе ја спасеше Македонија да се бореше со сите ботови, со сите напади, како што се бори против мене. Сите знаат дека е така. Да, ве молам, да. Ви е преседам слободно, додека ме напаѓа мене. Ве молам, ова не е место за политички говори. Можам јас тоа да го кажам доволно гласно, за да одговорат, за да можете да имате одговори на сите прашања. Добро. Благодарам. Затоа бев најдобриот градоначалник до вчера. Така беше? Кога ги фативме директорчињата на Мицкоски со рачињата во медот, тогаш веќе јас како градоначалник не чинам. И повторно да повторам затоа што ме прекинавте. Да се бореше како што се бори вие 3 дена. Не, борет. Ве молам одговорете на прашањата на советникот затоа што рачиња во мед рачиња во мед е метафора, не е одговор на советничко прашање. Не беше одговор ни на прашање мое, не беше прашање доставено од мене и ова што го поставуваа претходно. Добро, ве молам, градоначалник. Дали е задоволен од одговорникот Галевски? Не сум завршила со одговорот на господинот советник кој што тука не сте ни почнале. Транспонира прашањца од шпицниот градоначалник. Не ми дозволувате да се искажам, не ми дозволувате право да го кажам она кое што го сакам. И тоа зборувам многу за вас, затоа што до вчера не ме прекинувавте никогаш, а денеска кога не ви одговара, ми гасите микрофон на говорница. И тоа го гледаат граѓаните, и тоа граѓаните знам дека ќе го судат и ќе го ценат. Гледам и што зборува шпицниот за оставките. Ако сака да зборува за оставки, Мицкоски треба да си почне прво од себе. Ќе дадете процедурално кога ќе завршам со својот одговор. 15 минути. Да се договориме околу
форматот на одговорите Форматот тие на што им се одговорите, поставени. немој да се закануваш Мицкоски, немој да се криеш, дојди тука да ти кажеш што имаш. 15 минути пауза. Македонски медиа сервис. mms.mk